За актуелнава политичка ситуација во Македонија, за така наречениот политички блеф на Црвенковски, критикуваат не само македонските медиуми, туку и најугледните светски медиуми. Како целава политичка ситуација се одразува врз вашата работа? Ние, благодарение на нив, сме благо закочени и колку повеќе оваа ситуација ќе се одолжува, македонската демократија ќе станува заложник на еден човек кој се плаши од соочување со реалноста, со фактичката ситуација, а таа е дека он неминовно ќе изгуби и поред тоа што бараше предвремени избори. Па тоа уствари, тоа е пропаганда, нели, као он е загрозениот, малтретираниот, узурпираниот, на кој не му се даваат права, еве дадени му се сега тие права. Значи он може да искочи на фер и демократски избори, нели, доколку нормално оние нивни глупи барања као ослободување на луѓе кои се осомничени за криминал, што е нонсенс у демократијата, нели, можда у неговата концепција за демократија, нели, со вртење телефони. Поранешниот министер за финансии во владата на СДСМ кажа дека впрочем со политичка одлука била спречена понатамошната истрага врз фирмите на Пиронако во време кога тие беа на власт. Да, баш така. Разликата меѓу оваа влада и опозицијата е тоа што опозицијата се залага за нешто што може да се нарече ѓоа демократија. Жртва на сите овие нивни циркузи, уствари, почнувајќи од оној циркус со еден телевизија па до овој сега, е уствари македонската демократија. Она е заложник на фрустрирани луѓе кои се згазени од времето. Токму оваа политичка структура најжестоко го критикуваше и се уште го критикува проектот Скопје 2014, кој во контекст на докажување на тие идентитетски прашања е сигурно многу значаен. Гледате ли некаква позадина на ова жестоко противење на опозицијата на овој проект? Проектот Скопје 2014 ја спаси целата градежна оператива во Македонија, која благодарение на светската криза ги изгуби своите ангажмани по Русија, по Украина и по не знам каде. И ја колку што сум разговарал, пошто сум учесник у проектот со луѓето, они викаат дека никогаш од постоењето на Македонија не биле до тој степен ангажирани да им фалат луѓе. Меѓутоа, изгледа дека токму тоа е тоа што им смета, нели, пошто нели спасителот секогаш доаѓа у кризни времења и нели овој квази спасител мора да генерира криза за да може некако да се мимо волјата на народот инфилтрира у власта. Затоа како граѓанин апелирам да биде муж и да искочи фино лепо на избори, да се соочи со оно што сите го знаеме, дека неговото време е за пензија. Ке се согласиме ли дека проектот Скопје 2014 е подеднакво значаен како и проектот Музеј црква на Калето? Јас не би го нарекол музеј црква, тоа е едно несрекно избрано име, благодарение на дезинформациите кои ги пуштива А1 телевизија и телевизија Телма. Значи не се работи за никаков музеј нити црква, туку се работи за археолошки, ексклузивен археолошки наод. Значи базилика, односно остатоци од црква, од самото по себе е ексклузива и по сите археолошки стандарди и прописи таков еден објект се заштитува. Овде се случи, за жал, на сериозно кривично дело, а тоа е свесно манипулирање и дезинформирање на јавноста. Тоа е сериозно кривично дело кое треба да биде проследено од надлежните органи. Не мислам тука на некакви совети за радиодифузија, него баш мислам на обвинителството, бидејќи се случи инцидент у кој малку фалеше да падне жртва. Мислам дека тука мора многу жестоко да се реагира, бидејќи недозволиво е однесувањето на медиумите на тој начин. Мислам дека на дел од медиумите што ги споменавме не им е прв пат преку дезинформации да се обидуваат да создадат некаков хаос. Па не само што не е прв пат, него им станува навика. Ја ги сваќам дека се они губитници, сваќам дека се фрустрирани. Ама животот е таков, он е променлив. Ке повторам, добар потек на владата што прифати предвремени избори, дека тоа треба да се заврши час поскоро и деловниот свет, и уметничкиот свет, и сите овие проекти, и работниците да си тргнеме по еден мирен колосек и да си ги завршиме овие работи кои се започнати.
И жалосно е тоа да не се доврши ради болна амбиција на некој си губитник кој не може да се помири со тоа.